Стартуваме со уште едно издание на Универзум. Денеска ќе зборуваме и за образование, но ќе зборуваме малку и за музика. Мојот денешен гостин е долги години на музичката сцена, зад себе има голем број концерти, фестивали, настапи во и надвор од Македонија. Неговите песни своевремено беа големи хитови, но и денеска ги пеат и млади и стари. Покрај тоа што е многу активен и успешен на музичката сцена, тој е и дел од големото алумни семејство на Универзитет Скопје. Мој денешен гостин е Ѓоко Танески. Ѓоко, благодарам што одвоивте време да бидете дел од нашиот подкаст. Јас ви благодарам на поканата и чест ми е и задоволство да бидам со вас вечера. Ке почнеме малку со музика. 2024 година ја заокруживте со еден голем јубилеј, 30 години на македонската музичка сцена. Можам да кажам дека ви се исполни една од најголемите желби, да имате солистички концерт на Античкиот театар во вашиот роден град Охрид. Поминаа 6 месеци од тогаш, малку повеќе од 6 месеци, спласнаа впечатоците и сега ајде вака, како вие гледате на целиот тој ден, како од организацијата, од како помина концертот, каква беше посетеноста, задоволен ли сте? Мора да кажам дека изненаден бев од посетеноста прво, затоа што за мене Антички театар Охрид е голем залак, но ете, беше вистина преполно. Претежно беа, искрено морам да кажам, охриѓани, имаше од цела Македонија, но претежно беа охриѓани, што многу пријатно ми изненади. Организацијата, како и сите организации, малце со нервози, малце интересно, но помина во најдобар ред. Јас имав многу трема. Се гледа и тоа сега пред некој ден го дава концертот на македонска телевизија. И искрено не може да се гледам. Но беше интересно, беше убаво, имав прекрасен гостин, Драган Мјалковски, Никол Чимицевски нормално, така да и со камерниот оркестар од Битола и Владе перфектно свира. И беше баш така како што замислував. Осем што очекував помалце луѓе, ама беше феноменално. Дали е вистина дека е најтешко да се пее пред домашната публика? Дома? Да, дефинитивно најтешко. Мора да... Очекувањата се поголеми? Да, пошто малте не сите се знаеме низ Охрид, така да мора да ги исполниме очекувањата на публиката. Не дека тие доаѓаат на моите настапи низ Охрид, низ локалите, но ете, сега моја авторска музика, така да малце има тука повеќе трема, повеќе и повеќе жар се бара публиката од тебе. Така да беше малце напнато. 3 децени на македонската музичка сцена, мислам тоа е јубилеј со кој што не секој може да се пофали. Мислам за восхите не се малку. Јас сум заљубен во музиката, така да и не знам друго да работам, се да пеам, така да. Дали сте задоволен од сработеното во изминатите 3 децении? Дали кога почнувавте со вашата музичка кариера, очекувавте да се развива токму во овој правец или нешто можеше поинаку? Многу можеше поинаку. Сега да не полемизираме да како било што било, можеше доста поинаку. Дали од некоја суета, дали од одбивав доста интересни работи, но ете, тоа е тоа и тука сме кај што сме. Јас сум задоволен и со ова, а и мислам дека и допарва ќе станува се поголемо ова наше дружење со музикава и јас и мојот менаџерски тим и така. Македонскиот народ важи како многу талентиран и многу музикален народ, барем тоа го велат нашите соседи. Так. Сведоци сме дека секоја генерација, младите си носат нови музички имиња, се појавуваат нови музички звезди под македонското музичко небо. Еве како некој што е долги години на естрадата, има ли помеѓу младите квалитетни музичари и има ли доволно место за сите, со оглед на тоа дека Македонија е мал пазар, мала земја? Има многу малце според мене. Млади, за жал, музичари и тие што се веќе под нашево македонско музичко небо се добри, но фалат многу. Не сме многу, фалиме. Значи, ни фали македонска музика. Затоа што, знаете, така, преовладува музиката од соседството. Небитно дали Србија, Хрватска, Бугарија,
па и Албанија. Така да ние сме најмал пазар овдека, ама мислам дека сме со најголемо срце. Така да јас и повикувам и апелирам што повеќе да се прави музика, да се продуцира, да се ваѓа. Значи, секоја песна ќе се најде своето место. Но, не сме интересни за пазаров, не сме интересни за, како да кажам, не сакам да навредам никој од композиторите, но повеќе сакаат да продаваат странство отколку кај нас, затоа што кај нас не може да наплатат. Така да, мислам, не знам дали треба некоја стратегија да се направи. Јас моето ќе си го терам, али за младите мислам дека треба нешто да се направи. Дали и државата да застане за нас, така. Па добро, може и Министерство за музика, кога може да има Министерство за се, зошто да нема Министерство за музика, тоа би било многу убаво. Во Албанија, во Тирана има Министерство за ноќен живот. Така да, зошто да нема кај нас Министерство за музика. Животот на еден музичар е динамичен, тоа е факт. Значи, настапи, трчање, снимање, фестивали, се е во движење. Колку имате време во целата таа динамика, нели, сепак имате семејство, имате две ќерки, колку наоѓате време за нив? Јас искрено имам доста време. Значи, настапите ми се петок, сабота, недела, од понеделник до петок сум дома. Искрено. И сме доста време заедно. Охрид е многу малку динамичен, скоро и да не е, така да живееме малце пензионерски, кој што викам јас. Но е убаво за живење и имаме доста време, значи, за нас, пошто не е многу динамичен. Така да и посебно зимскиот период е зимскиот период не се снима, значи нема многу настапи. Помирен Охрид во зима. Да. Точно така. Дали некоја од ќерките тргна по стапките на тато, дали покажува амбиции за музика? Помалата Михаела свири клавир, неќе, ама е основно музичко, така да се надевам дека ќе продолжи по моите стапки, има амбиции. Сака да пее и по старата. И Анастасија пее, но таа си одбра друг пат. Михаела, не знам, можеби ќе се запиши средно музичко, ќе видим. Во Скопје сте работно, ќе имате настап како и често што имате, успеавме да ве фатиме пред настапот. Колку музички, настапите, да речам, вака, вечерните настапи, колку се изменети низ годините наназад? Каква музика сега бараат младите да слушаат? Значи, јас се радувам на тоа што се повеќе бараат македонска музика да се слушне, дали по старите песни, дали, значи се да не именувам, пошто сигурно некој ќе пропуштам, но во секој случај се бара се повеќе македонска музика, на моје големо задоволство, и има разлика од минатите години. Знаете, има периоди кај што превладува делот, значи период кај што превладува народната музика и период кај што превладува забавната музика. Сега се некако споени двете, пошто после короната имаше голема желба за живи настапи, голема желба за луѓето да излегуваат, да се радуваат, да уживаат. Така да после короната има доста напредок општо во музика и во ноќните настапи, а и почна веќе да заживува македонската музика. Пред да преминеме на тема образование, бидејќи секако, како што најави, вие сте дел од семејството на алумни на Универзитет Скопје, спремате ли нешто ново? Јас не можам да се сетам во последно време, во брзо време да имало нешто ново, па морам да прашам, ќе има ли нешто? Јас и мојата екипа составена од 2 бенда. Пред некоја година направивме трибют на Pink Floyd, многу добро помина. Оваа година сега почнаваме да го спремаме, дали ќе биде трибют или, како да кажам, рок настан, што ќе се деси во Охрид, кај што ќе се пеат 70-80 години најдобрите рок numери, така да почнуваме со припрема, а на моја авторска музика исто секако работам. Ке го спомнам пак Никол Чемицински заедно
треба да седнеме и да се направи уште 2-3 нови песни и се надевам уште некоја преработка на некоја македонска добра песна, народна, така да ќе биде интересно наредниот период. Тоа е многу актуелно со преработките на стари македонски песни, многу добро поминува, барем така е, таков е мојот впечаток. Добро звучи. Добро звучи и прифатени се од народот општо. Образование. 2018 година ја одбранивте магистирската теза на Универзитет за туризам и менаџмент, тогаш на факултетот за туризам, ако не грешам. Да. Кога одлучувавте каде ќе ја запишете, да речам, вашата магистарска, како се одлучивте за Универзитет Скопје? Зошто токму Универзитет Скопје? Што беше пресудно да се одлучите за универзитетот ете таму? Затоа што завршив и 3 години туризам. Мислам, како се одлучивте за Универзитет Скопје генерално кога запишувавте високо образование? Па морам да спомнам МЧ. Има Темелковска работеше тогаш во универзитетот. И незина идеја беше да бидам дел од нашиот универзитет како познато лице од Македонија. Јас прифатив и не се каам воопшто, значи супер се поминавме и како додека бевме таму, додека учевме. И дружбата и после тоа имаше доста настани и евенти, така да супер беше, супер се поминавме. Во претходниот подкаст разговаравме со Ема Анчевска сега. Исто така исто така ни спомена дека сте организирале голем број настани во кои што сте биле дел и вие низ цела Македонија да им го пренесете вашето искуство од студиите на младите средношколци кои што сакаат. 2010 година морам да кажам дека Универзитетот за туризам и менеджмент Скопје како го викате се? Сега Универзитет Скопје. Универзитет Скопје, добро. Имавме канцеларија за Евровизија и многу ни помогна околу тој маркетинг и да речам и подготовка за одењето на Евровизија, така да му заблагодарувам и на господин Таце Менковски и на целиот тим. Колку за време на студиите ви беше олеснителна околност, да речам, пристапот до професорите, колку нивната помош ви беше од значење и полесно да го совладате материјалот и сето тоа бидејќи они се непосредни со студентите? Многу непосредни и на јас и се запишав на факултет и во подминати години, значи не бев дете, така да многу пријателски настроени, многу пак ќе кажам, ние многу се дружевме затоа што ивентите ги правевме заедно и интересен период од мојот живот во секој случај и благодарен сум на сите професори. Кога денеска би ве прашал некој млад човек дали му препорачувате да се запише на Универзитет Скопје, што би му кажале? Во секој случај јас и секогаш прокламирам и изборувам за универзитетот и како да кажам, дали ќе се јавиш да ми помогнеш, не е проблем, значи во секое време, за секого, мој близок кој што сака да учи, мојот внук исто заврши на универзитет и така да секому препорачувам затоа што е професорите прво се многу блиски, предаваат многу знаење, така да секој треба да размисли да се запише. Така, и Гјоко, не можам на крај да не ве прашам, од секогаш сум сакала да прашам некој што бил дел од големата евровизиска сцена, помина многу години за вас од тогаш. Македонија во последниве години па и не учествуваше многу на тоа надпреварување, но што значи... Мислам дека 2 години со ред не учествуваме или една. Така. Оваа година, ако не учествуваме, ќе биде втора поред, така мислам. Што значи за еден музичар да се биде дел од таа голема сцена, да се застане под боите на македонското знаме во името на Македонија пред милионска публика? Доста терет, голем терет, затоа што представувате држава. И знаеме што се дешава таму, мислам знаеме. Да ви пренесам дека многу работи, многу ситници можат да значат не крај на вашата кариера, ама да влијаат на вашата кариера, како и последниот пред неколку години девојчето што фрли знамето. И цела Македонија скокна. Мојот гав исто беше Feel Like a Fish и тоа ми остана и ден денес, мада јас од тоа не се срамам, се гордеам едноставно, така да. Интересно искуство, многу познанства,
И ако ти се насмевне среќата, може и да се направи од таму голема кариера. Дали Како што и некои доста од странските држави претежно, кои што вложуваат доста и средства за да одат на Евровизија, излегуваат светски звезди. Дали Евровизија е врв на музичката кариера или врв на музичката кариера е солистички концерт на некое место кое што од секогаш сте си го посакувале? Добро, се Евровизија не е врв на Па сите сакаат да одат на Евровизија, затоа морав да прашам, некако од секогаш сум сакала да прашам. Која е магијата на Евровизија? Магијата на Евровизија е искуството. Огромно и значи целата организација, целата сцена, значи озвучувањето, значи да не правам за тоа мора перфектно. Треба секој тоа да го осети на таа сцена. Дали е врв, јас за мене не мислам така, но ете вториот врв беше дали солистички концерт на некое место кое што сте си го замислиле. Дефинитивно солистички концерт. Тоа значи дека Ѓоко Таневски го достигна лани врвот на неговата музичка кариера? Не, допрва ќе следи врвот, не се откажувам, значи ќе има и авторска музика. Се надевам, уште не е организирано, се надевам дека и ќе биде секоја година ќе организирам концерт баш на Антички театар. Ќе стане традиција, тоа ми е идеја. Ќе видиме. Така во исчекување на новите песни, на новите музички проекти, ви благодарам што бевте дел од нашиот подкаст Универсум. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам што и денеска не следевте со внимание.